Театарџиите денеска го прославуваат својот ден. На сите континенти, на големите и малите сцени на секаде низ светот, се читаат мудри мисли од големите имиња што го создаваат и менуваат театарот. Веќе 48 години, 27 март, се смета за Светски ден на театарот. На различни начини во речиси 100 национални центри на Интернационалниот театарски институт. Представите почнуваат со читање на меѓународна, а во некои земји и на национална порака. Интернационалната порака се преведува на повеќе од 20 јазици и им се чита на гледачите пред представите во театрите низ целиот свет. Автор на првата меѓународна порака, она од 1962 година, е Жан Кокто. Одбележувањето на Светскиот ден на театарот е иницирано на 9-тиот светски конгрес на Интернационалниот театарски институт ИТИ на УНЕСКО во јуни 1962 година на предлог на Финскиот центар на ИТИ. Од наредната 1962 година на 27 март, датумот кога е отворена сезоната на театарот на нациите во Париз, тој се слави на многу различни начини во речиси 100 национални центри на ИТИ низ светот и од многу членови на светската театарска заедница. Македонскиот ИТИ центар Светскиот ден на театарот го одбележува од 1997 година со читање на македонска порака. А еве што ви порачуваат дел од македонските театарски уметници. Па би им препорачал што почесто да доаѓаат во театар, бидејќи во театар ќе ги најдат последните Дон Кихотовци, кои што веруваат дека со својата работа можат да го променат светот и да го направат подобро место за живење. Колку теско прашање. Сакајте се. Обично пишам некој порака за Светскиот ден на театарот, колку што се секам ја. Да ја прочит, да ја слушнат, ако ништо друго таа што ќе биде. На љубителите на театарската уметност би им препорачала да го сакаат театарот, затоа што тоа е единствената реалност. Би им препорачал на сите луѓе кои што сакаат да ја пронајдат вистината и вистинските луѓе да ги побараат во театар. Ништо особено, освен тоа да продолжат редовно да доаѓаат и да ги посетуваат представите кои што се на репертоарите на нашиве театри. Би ги прашал дали дошле во театарот, дали купиле карта. Како, театарот е едина ствар која што остана прилично искрена, се уште, и која што не мора да прави многу компромиси за разлика од други уметности. Да бидат малку поредовни. Би ги прашал уште една работа, дали некогаш дошле и кога последен пат. Многу е тешко прашање да ти го одговорам во овој момент. Тоа треба да се мисли, ја не сум многу паметен човек. Малку повеќе театар, ама не од оној лош вид, туку од оној што е на сцена или онаа како што се вика италијанска кутија. Театар каде што нема да имаме жртви, каде што нема да имаме вистински трагедии, туку каде што само можеме да учиме и од комедијата и од трагедијата како треба и како не треба. Да вадиме поуки и да бидеме подобри и по квалитет. Тоа е. Многу кратко и јасно да доаѓаш што повеќе во театар. Да си глумат лудилост 100% и да нема мисла за ништо друго. Ова е најубавата професија на светот. Само треба човек сериозно да ја свати, али не премногу сериозно, затоа што преидува во патетика. Сметам дека театарот денес остана едно од ретките места каде што на вистина се зборува за важните, за суштинските работи во животот и за вечните теми на човештвото. Љубовта, смртта, безсмртноста, желбата за власт. Доста више со вести и само лоши вести се слушаат. Дајте малку забава, дајте малку насмевки, љубов, емоции. Ова од вести, па поготово црни, до овде ни е дојден. Еве што порачува една млада влюбеничка во театарот. Повеќе додат во театар. Театарот носи убава порака, посебно младите луѓе, средношколците, кои очигледно не се доволно информирани за тоа што се случува. Самата сум средношколка, знам како се однесуваат моите другари и другарки, дека одат само на комедии, дека сериозните представи ретко се посетуваат од мојата генерација и ми препорачувам многу повеќе да одат во театар, затоа што многу ќе научат за тоа како да се однесуваат во животот, но и ќе се разберат малце повеќе себе се може. Екипата на 24 вести досега направи повеќе интервјуа со дел од македонските актери и режисери. Во чест на Светскиот ден на театарот ве потсетуваме на најинтересните изјави и моменти. Сепак, за да се има една стабилна театарска култура, потребни се векови. Тие векови Македонија како самостојна држава ги нема, меѓутоа за тој краток период Македонија има фантастичен успех.
на театарски план. Дори може би можеле да ја наречеме театарско чудо на светот, бидејќи сепак е формирана една публика. Се уште мислам дека интересот не е таков каков што треба да биде за една метропола, гледајќи во Скопје, но повторно ќе кажам дека процентуално во однос на бројот на граѓаните што се во Македонија, оние што идат во театар е сосема задоволителен. Значи во моментов имаме и школска публика, имаме студентска публика, имаме организирана публика преку фирми и имаме публика што доаѓа на самата билетара пред почетокот на представа. Значи тука доаѓаат деца до некои си, овака карикирам, до некоја си 12 годишна возраст и доаѓаат со своји родители, со баби и дедовци. Се повеќе и повеќе се оди во театар и тоа е супер. И се повеќе се купуваат карти на каса. Тоа значи дека индивидуалецот доаѓа, решава да оди во театар, ја бира представата и купува карта и оди во театар. Дете не може да биде заинтересирано за театар ако некој не го однесе. Тоа се родителите, бабите и дедовците. Прво не знае што е тоа детски театар. Дека има театар и за нив, не само за возраст. Али ми се бендисува тоа што млади мајки, амбициозни, тие се главни оние носители на децата. Така да бабите службено и дедовците субота, недела, али тоа е позитивното што мајките форсираат да дојди дете кај нас, да дојди на балет, дојди, тоа многу ми се бендиса. Сега точно е дека си има проблеми со таа школска публика. Значи има прекрасни средни школи кои се на ниво на возрастни гледачи. Меѓутоа имаме и други негативни примери. Јас секогаш сум имал една единствена порака за нив. Подобро да не одат во театар, ако не сакаат, отколку да одат и да им пречат и на останатите што доброволно се дошле да гледаат таа представа и повторно од друга страна го губат времето кое може да го искористат за нешто што тие многу повеќе сакаат да го искористат. А школите кај нас, машките се погаламџи. Тоа што ви реков, неколку школи што ги има, али тоа знаеме да го, ако прават малце поволена галама, само малце се качува музиката повише, така да тоа ги нервира и зачитува. Што мислиш, што гледаат повеќе македонците во театар? Тоа што им се нуди на луѓето, тоа ќе го гледаат. Значи, исто како телевизијата, исто како филмот, ти на телевизијска програма тоа што ќе им понудиш, тоа ќе го гледаат. Прво треба да знаете, да следите што, у кој период се прави, бидејќи ние имаме секоја септември имаме нова публика. Треба да се знае таа генерација, таа година или другата, што ги интересира. Класичната бајка тоа нема утка. Тоа со векови било и ќе остане така. Во периодот на првичната транзиција, значи по падот на социјализмот, во тој период беа интересни представи кои укажуваа на системот кој треба да падне. Но тој систем еве падна и сега не постои, значи причината за тој така наречен политички театар во тој период. Потоа публиката посека комедии. Значи почна да станува страшно од овие транзиции, од сето тоа мрачно што се случуваше околу неа, да еве веќе последниве години најпопуларни представи се оние представи кои се издржани до крај, значи вистински театарски продукти. Актерите морат по една класика. Мислам, ние многу сме одиграле, меѓутоа барем по една класика да одиграат во сезоната. Се плашам дека пред да почнеме да ја развиваме младинската сцена, треба да ја прво да ја востановиме, па за да ја развиваме. Значи го предлагам среда како ден за младински представи и еден друг термин, значи 21 часот јас предлагам да почнуваат тие младински представи. Да има мешано, да има и комедија, да има она класика што овие генерации сега 16-17 годишни што немале прилика да ги видат ние што сме ги гледале тие класични представи. Дајте им на луѓето и комедија, дајте им и условно кажано лесни представи, но едукацијата мора да продолжи. Значи ние мораме да им дадеме и сериозни представи кои се однесуваат на таа една драматургија, без разлика дали е Шекспир, дали е Чехов, дали е Гоголј, дали е Достоевски, но да има например класика, да има античка трагедија, понатаму нека има нови драмски текстови, нека има нова модерна драматургија и се разбира нека има комедија. Што е технологијата? Ние внесовме во малата силина и видеобим. И тоа гледам дека функционира и пак ќе го користиме тоа.
Така да тој визуалниот ефект е многу битен. Да го припремиш, на малата сирена завеста е затворена. И како се отвора завесата и тога се пушта видеобимото море со рибите. И се тона, тука тоа дето тоа сака. Значи веќе нашата публика стана пребирлива и не можете туку така под тепих да ја дадете нешто што не е соодветен театарски производ. Кога викам комедија не треба на вулгарности, него здрава, фина комедија. Публика. Се слагам дека треба да има пучки театар, некои комедии, представи кои ќе бидат не со некоја тешка содржина, нели да се расположат луѓето да бидат малку порелаксирани кога одат во театар, но секој сака да има добар режисер, да има сценограф добар, костимограф добар. Има што се нудат режисери од Балканов, режисер што е стално слободен, боле да не го земиш, ти фрлиш парите. Тој што нема термин, него треба да го донесеш. Значи тој вреди. Значи ние сме театар за деца и младинци, една, како да кажам, поспецифична форма на театар, каде што сите ние кои што работиме на своја кожа осетивме дека кај мажите некаде после 35-та година од животот веќе онај круг на улоги кои што евентуално би можеле да ги играме нагло се смалува и одеднаш од принцови и деца веќе мораме да играме татковци и дедовци. Кај жените уште, како да кажам, поспецифична ситуацијата, бидејќи знаете дека детската литература изобилува со многу принцези, девојчиња од типот на Пепелашки, Црвенкапи, Снежани. Да знаете, има еден проблем кај женските ликови. Тие 10 години може да бидат атрактивни за на сцена. Прво игра ќерка или принцеза, мајка и на крај баба. Значи веќе не можете да ја насмеете публиката со ефтино спуштање на панталоните. Не можете веќе децава да ги излажете дека 35 годишна или 40 годишна, како што имаме случај 43 годишна актерка се уште игра Црвенкапа, например. Ова посебно ме радува што се случува со Хамлет. Сите тие мисли што се напишани, јас затоа велам колку пати да го препречитувам тој текст, тој има прекрасни мисли, толку е убав, толку има вертикали, толку има филозофија која одново наоѓам некакви значења и информации и некои нешта кои ние иако во животот така го врвиме, поготово во последно време колку што ни е брз, тој те запира, ти дава точна информација и ти дава и многу и специфична и интересна мисла. Така да Хамлет не се подготвува само во периодот кога се подготвува, тогаш се реализира. Подготовките се далеку пред тоа. Хамлет во себе го содржи тоа што едноставно модерниот гледач и сака да го види. И мислам дека тоа е тајната на успехот. Откако ја споменавме Хамлет како една од најгледаните представи кои играат на театарските сцени низ Македонија, мораме да ја споменеме и Сомнително лице, представата која неодамна беше одиграна по 100 пат во Македонскиот народен театар. Театарот се раѓа и живее само во аплаузот на публиката. Сомнително лице веќе 100 изведби се радува на полни сали, на аплаузи. Она што е важно е што овие 100 представи се, мислам дека за рекордно време постигнати 4 години. Четврта сезона. Најверојатно ова што сега се случува е некогаш ќе стане голема историја, така да и во исто време е прекрасно задоволство да ја наследиш историјата, да не забораваме дека оваа представа пред овие 100 изведби има 262 во изведба на Петре Прличко како Геротија Пантич во режија на Димитар Честаров. Премиерата на тоа Сомнително лице беше во октомври 1945 година и таа представа во која де факто растеа сите ансамбли на Македонскиот народен театар, низ улогите во таа представа поминува сите актери и актерки во Македонскиот народен театар. Легендата на Македонскиот народен театар Петре Прличко. Али знаете колку има да се раскажува за него? Многу.
Ali mislim дека je strašno važno da se završi Teatarska akademija во Македонија и да се има идентификација со Петре Прличко. Тој знаеше, јас ти кажам, и овде да легне да спие, само да е во театар. И ќе спие. И не му пречи. Дали е то чисто, нечисто, чаршав, не знам што. Не, нашето театарско минето е Петре Прличко. И мислам дека е то наш автентичен бренд и дека благодарение на таа една дионизиска специфична глума, која што тој последен балкански скомрах на своите плечи ги пронесе и ги врза 1000 години актерска традиција на овие почви, мислам дека е тоа нешто со што треба да се гордееме. Значи, театар и така отиде со театарот. Кога сме веќе кај легендите на македонското актерство, еве на што се подсетува актерката Сабина Ајрула од деновите кога ја почнувала својата кариера во Скопскиот драмски театар. Сум имала таа среќа да работам во еден од култните театри на Македонија, во драмски театар. Тоа е овој наш театар, кој што беше познат не само во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија. Едноставно речено, еден колега еднаш го употреби тој збор, беше страв и трепет за бившите југословенски простори, која ќе одевме на некој фестивал. Секогаш каде и да отидеме во овие регионални фестивали тука, веднаш се создава една фама дека македонците се пристигнати и дека сите учесници што се на тој фестивал обавезно мора да ги погледнат, да ја погледнат нивната представа и да видат со што ќе настапа таа година. И тоа е една ситуација што навистина ни годи и знаеме дека сме еден од најдобрите театри во регионот. Секаде ни светот, драмски театар како најдобар театар во Македонија беше репрезент секаде, просто нема континент кај што нема отидено и нема донесено оттаму сознанија каков е театарот некаде таму. Ние сме единствената земја во регионов и пошироко, каде што нема македонски фестивал на детски театри, најмалку еден нема. Од друга страна, Македонија важи за една земја на фестивали, а ваков фестивал немаме. Ние бевме една генерација која што дојдовме во драмски театар и затекнавме доајените на драмски театар, ги затекнавме најпознатите имиња. Тогаш тие заедно со нас работеа, ни укажуваа на грешките, на сето тоа. Имаше атмосфера. Имаше многу пари, многу пари. Ние со личните доходи никогаш не сме имале, не сме биле на некој завидно ниво, меѓутоа имаше многу пари за премиери, така да имаше многу представи. А знаете, за актерот најголемата сатисфакција е ако игра во представи. Театарот порано имаше душа. Не велам дека сега нема. И сега има, но поинаку се живееше. Многу работевме и после секоја работа, таа работа се овенчуваше во ова наше бифе. Ова беше култно место во драмски театар, бифето беше култно место. Знаете кој доаѓаше? Со пропусници се влегуваше. Со пропусници не можеше секој да влезе. Па тука големи имиња се сретнуваа. Од сите области на културата. Тука беа звезди. И знаете што, од овие прозорци тука ќе циркаат. Па и не може да влезе, не можеше секој да влезе. Со македонските театарџии разговаравме и на тема театарот и проблемите во општеството. Една од представите кои тематски се совпадна со случувањата во македонското општество беше одличен повод. Колку влијаат моменталните меѓуетнички, меѓуверски тензии во државата врз уметноста, врз културата? Кој е ваше гледање? Шехерезада 1001 минута зборува токму за тоа, зборува за предрасудите, зборува за нетолеранцијата, зборува за верската, политичката, националната, родовата, половата, расната дискриминација. Зборува за луѓето кои што со својата глупост се обидуваат да го спасат светот. Но во моментот кога таков вид на структура на личности ќе се обидуваат да го спасат светот, тогаш настанува курчлус во системот, настанува лоботомија на мозокот на човекот и ширејќи ја токму таа енергија доаѓа до она што во овој момент одредени луѓе се обидуваат да го направат токму и во земјата во која што живееме. Јат многу, ние од таму црпиме
црпиме енергија и теми за одработка. Ние баш затоа тргнавме да направиме нешто оригинално, нешто од тука, нешто нас што не секира, нешто нас што не загрижува и преку театарот да ги покажеме сите фрустрации, сите предрасуди, да ги рушиме предрасудите и некогаш и да им понудиме некакво решение. Некогаш, кажувам, некогаш само ги отвараме прашањата, поставаме сами на публиката да сватат кон што треба да се придвижиме, кон што да одиме напред. Знаеш како театарот е секогаш мора да е во текст со време. Немаш да бидеш пред време или малце да доснеш. Знаеш, ако си пред време не си важен, ако малце доснеш си досаден. Така да мора да бидеш цело време во жижата на времето. Тоа не значи дека треба ти цело време да следиш политичката ситуација, тоа значи дека треба да следиш оно што се вика zeitgeist, некој дух на време, и ако си во тој контекст врзан, онда многу точно ќе знаеш зашто што сакаш точно да кажеш во театар и секогаш се случува да најдобрите представи конечно бидат врзани со тој дух на време. Моја гледање е дека уметниците, вклучувајќи ги и театарските, малку поинаку ги доживуваат сите случувања во едно општество, сите проблеми. Па ние имаме малку по како да речам, по екстерни дејствувања во однос на случувањата што се околу нас, токму затоа и се бавиме со уметност, но не сме имуни на она што се случува околу нас, напротив. Тоа го правиме преку представите и секојдневно ги коментираме и ги делиме мислењата околу тоа што се случува таму. Се разбира дека не разбеснува затоа што ние малце подобро знаеме од другите како би било, колку е убаво кога би ги немало овие работи. И баш поради тоа и не боли повеќе, затоа што ние знаеме колку е убаво, не знам. Кога ќе прошетаме, ќе отидеме со некоја добра представа која што сме работеле заедно, ќе отидеме по свет и ќе ги освоиме сите срца таму. Ти кога правиш уметност не можеш да бидеш неемотивен. Таква уметност не постои, не е уметност, значи едно со друго не иде никако. Дали театарот може да даде одговор на ваквите тензии, да го лоцира проблемот и да се обиде ако ништо друго да го реши? Да им укаже на луѓето каде грешат? Театарот не дава одговор. Театарот поставува прашање. Доколку има некаков проблем, мисијата на театарот е да го постави прашањето. Одговорот ќе го пронајде гледачот. Кога ќе знаеш точно од кај извира проблемот, тогаш тој проблем веќе не постои. Значи, работата е ние преку театар се трудиме да го најдеме изворот на тој проблем. Па знаеш како, не знам, некој например би рекол дека уметниците треба да бидат ангелите на општеството, да го чуваат од несрекни и глупи моменти. И најверојатно е една, не верам дека уметноста може да го смени општеството, искрено ти кажам, меѓутоа најверојатно е една од точните, може да укаже на проблемот. И најверојатно е една од точните дефиниции, сепак, и покрај тоа што не се слагам до крај со тоа. Колку е тешко за еден македонец да заигра во албански театар или во турски театар, или пак за албанец или турчин да заигра во МНТ, во драмски? Прво јазикот. Значи, така се поделени овде, албански, турски, драмски. МНТ не треба да биде така. Театарскиот јазик е јазик кој што го зборува секој уметник, секој актер од целиот свет. Тоа е еден јазик, ние се разбираме токму преку таа комуникација и нема никаков проблем. Сигурно има македонци режисери кои што режираат во албански театар, овде има срби, американци, руси кои што режирале и биле автори на текстови. За актерите е малку потешко, затоа што нашето средство главно е јазикот. Но доколку се работи за представа каде што јазикот не мора да биде главниот елемент, тогаш нема никаков проблем. Не можам точно да ти кажам, јас сум направила една представа во албански театар. И тоа е една многу драга моја представа. После тоа не сум ни конкурирал, право да ти кажам, не сум ни отишол да побарам да работам повторно представа. И тоа не поради искуството лошо што го имав таму, напротив, одлично искуството би работел уште 100 пати таму представа, меѓутоа не ми се случило во периодот да имам потреба да понудам таму текст. Например, поинтересно би било во турски да работам сега, пошто во албански сум работел. Ќе ве потсетиме и на некои од пораките кои изминатите години биле испратени на Светскиот ден на театарот. Почнуваме со минатогодишната порака на британската актерка Џуди Денч, која рече:
Театарот е извор на забава и инспирација и тој умее да ги соедини големиот број различни народи и култури низ светот. Но тој е многу повеќе од тоа, ни дава можност да се образуваме и информираме. Театарот може да не насмее и да не расплаче, но треба да не натера на размислување и делување. Истата 2010 година, македонската порака за светскиот ден на театарот ја напиша и прочита актерот Никола Ристановски. Еве дел од неа. Мојот театар вечерва повторно ќе се пресоблече во рувото на Дон Жуан, ќе отфрли бесмислата на апсурдот и погубноста на малограѓанштината и по кој знае кој пат ќе се обиде да ги напипа причините за човечката несреќа, како и изворите на неговата бесконечна сила. Ќе се обиде да го спротивстави убавото на грдото, да го просее доброто од злото. Помислувам дека таквиот театар би можел да биде новата Ноева арка, рече Ристановски. Една од најубавите пораки досега напишани, веројатно беше онаа на бразилскиот театарски режисер и драмски писател Аугусто Боал. Тој во 2009 година рече: една од главните функции на театарската уметност е да и се приближат на нашата свест представите од секојдневниот живот, во кој актерите истовремено се и публика, и каде што сцената и публиката стануваат едно. Сите сме актери, правејќи театар, се учиме да го видиме тоа што е очигледно, но не го гледаме бидејќи немаме навика да гледаме. Тоа што ни е секојдневно, останува невидливо за нас. Да се прави театар, значи да се фрли светлина на сцената од нашиот секојдневен живот. Учествувајте во вечерашнава представа, а кога ќе се вратите дома, играјте ги со пријателите вашите сопствени представи и видете го тоа што не сте можеле никогаш да го согледате, очигледното. Театарот не е само представа, тоа е начин на живење. Сите ние сме актери. Да бидеш граѓанин не значи само да живееш во општеството, туку и да го менуваш. Истата 2009 година, македонската порака ја испрати актерот Ѓорги Јолевски, кој меѓу другото рече: театарот е магија која е многу конкретна во своето предупредување, коментирање на реалноста, но и диагностицирање на аномалиите на така наречената реалност. Актер сум и светот го гледам преку призмата на театарот. Тоа е местото каде што се чувствувам жив, местото каде што можам слободно да дишам и да верувам дека мојот партнер, гледачот, после добиената доза волшебство, ќе се врати во својот свет променет. Го споменуваме и нашиот најплоден македонски драмски автор Горан Стефановски, кој во 2003 година љубителите на театарската уметност во Македонија ги охрабри со пораката дека, наспроти европскиот, нашиот е богат театар. И за крај, ви се обраќаме со извадок од меѓународната порака од 2003 година, во која германскиот драмски писател Танкрет Дорст едноставно рече: да живее театарот. Театарот е место исто како и црква. Таму треба да се оди со своја добра волја, со отворена душа, а не под присила или пак да одиш таму и да пречиш некому. Паметењето е важна работа, театарот живее од меморијата. Театарот се раѓа и живее само во аплаузот на публиката. Поубаво нешто од тоа нема. Живи луѓе се во прашање и на сцена и во публика. Не се работи со електронски апарати и не се работи ништо виртуелно, него тука, сега, комуникацијата е присна, блиска и уникатна. Она каква што всушност е вистинската комуникација помеѓу луѓето.